Денешната пресконференција е посветена на најновите условувања кои што Македонија ги има по однос на отпуштувањето на преговори со Европската Унија. Имено скандал од невидени размери е документот кој Никола Димитров под патронат на владата на Заев и Спасовски го крие од јавноста, а со кој Бугарија отворено условува за датумот за преговори. Македонија има нов голем проблем во нејзините европски интеграции. Од Македонија се бара да се откаже од македонското малцинство, а со тоа и од именувањето на македонскиот народ како македонски, затоа што малцинството во соседните држави е нераскинлив дел од македонскиот народ, како и да се откаже од македонскиот јазик и да користи само така наречен службен јазик на Република Македонија. И исто така ќе мора брзо да работи Комисијата за историски прашања, ако Македонија сака да продолжи со преговорите со Европската Унија. Помеѓу другото се вели во документот кој стана дел од резимето на заклучокот за проширување на Европската Унија и без кој нема датум за преговори за Македонија. Со имплементацијата на одредбите на овој документ се условува одржувањето на првата меѓувладина конференција за конечно дефинирање на преговарачкиот пакет за почеток на преговорите на Македонија со Европската Унија. Ако го прифати ова македонската влада, по сменетото име ќе треба да се откаже од македонското малцинство, од македонскиот јазик, а и од голем дел од македонската историја. Со цел овој документ да не се крие од јавноста, денес го презентирам пред сите вас. Тоа е овој документ кој што тука го објавувам. Во заклучоците на Советот на Европската Унија јасно стои дека изјавата на бугарската делегација е составен дел од одлуката, а истата исто така ја приложувам во содржината на овој понижувачки документ, се со цел да нема криење, еве го јавно пред сите. За ова Зоран Заев, Никола Димитров, Оливер Спасовски, Радмила Шитинска влегуваат во проект за редефинирање, односно создавање на нова така наречена северно-македонска нација и целосно откажување од се што е македонско. Ова е целосна капитулација на политиките на Зоран Заев. Ќе потсетам, оваа влада својата политика ја темелеше на 3 постулати. Во економијата дека ќе донесе живот, резултатот еве го гледаме, не само што не блескаме, туку имаме огромна буџетска дупка, што е директна последица на криминалната и недомаќинска политика на Заев. Вториот постулат им беше дека ќе го решат спорот со името за да одиме во Европската Унија. Името го сменија, ама немаме заокружен датум за преговори. И третиот постулат беше дека отвараат пријателства и решаваат проблеми. А сега гледаме не само што не решаваат проблеми, туку создаваат нови со уште потешки последици за националните интереси на Македонија, кои што водат кон национални неуспеси и порази. И сакам да нагласам дека вината не ја бараме нити во соседите, ниту пак во некој меѓународен фактор. Едноставно е. Проценија дека Заев има цена и за него за се може лесно да се договара и да го добијат, а сето тоа на штета на македонските национални интереси. Огромен скандал е што за ова молчи и Стево Пендаровски, кој после неколку недели излезе со став во македонската јавност, целосно релативизирајќи го овој скандал. Цитирам, дека изјавата го истакнува ставот на една земја, а не на заедничкиот став на Европската Унија. Ова е целосно погрешно, бидејќи од пред некој документ, овој услов на источниот сосед стана дел од официјалните документи на Европската Унија, кои што ги приложувам со овој прес. Второ што сакам да го нагласам е да не се релативизира овој неуспех. Затоа што и претходно овие исти ликови не убедуваа дека спорот за името беше билатерално прашање, кое еве, како што гледаме, заврши на штета на Република Македонија. Трето и не помалку важно, председателот на државата има ингеренции во надворешната политика. Прашањето е, зошто тој со недели молчал за овој документ? Ако знаел, тогаш зошто не преземал нешто? Ако не знаел, тогаш зошто и кој го криел тоа од него? Ова се прашања на кои што очекуваме одговори од владата и од председателот на државата. Поштувани пријатели, капитулациите на Заев немаат крај. Тој ја стави државата на колено.
Во една сериозна држава, после ваков документ, се отвора широка политичка и општествена дебата. За да се одговори на истиот, се прави стратегија и се действува. Во Македонија ова се крие. За овој документ, неговата содржина во која се брише македонскиот народ, македонското малцинство во Соединените држави, како и македонскиот јазик, како и криењето на неговата содржина, мора да има политичка одговорност. Па видете докаде не донесе обидот на Заев да се спаси од одговорност за своите криминали и докаде не донесе кариеризмот на Никола Димитров. Целосно бришење на македонскиот јазик и македонскиот народ. После промената на името, ова е финален обид за поништување на македонската држава, онаква каква ја познаваме, а генерации ја сонуваа. Нас како држава, итро ни е неопходно да создадеме заеднички усогласена надворешна политика како и стратегија за национална безбедност. Овие два документи треба да се прифатени од сите политички партии и да бидат основа на работата на секој министер за надворешни работи, за внатрешни работи и за одбрана, како и директорите на безбедносните агенции, без разлика од која политичка партија или од која влада се. Тоа предлага ВМРО-ДПМН, но наместо одговор на подадената рака, добиваме криење и бегање од одговорност, што резултира со национално понижување, кој знае кој е поред со Заев и Димитров. За жал, ова може да биде фатално за државата и народот. Членството на Македонија во Европската Унија е стратешки приоритет број 1. Желба на огромно мнозинство на македонскиот народ. Ние можеме и ќе станеме дел од Европската Унија. Можеме тоа да го направиме достоинствено, а не понижени. Промената на криминалците и кариеристи од власт и еден честен и патриотски тим може да ја направи Македонија партнер кој ќе биде ценет. Тој тим ќе гради добрососедски односи на рамноправна основа и взаимно почитување, а не понижување. Благодарам, повелете дали има прашање. Колку прашања од различни медиуми, ќе започнеме со редакцијата вечер, коментар за зголемување на акцизата. Што ја кажам, ова што го прави владата на СДСМ е невидено никаде, нити во Европа, нити во светот, во услови кога се соочува цел свет со здравствена и економска криза, сите се обидуваат да помогнат на својот народ и на својата држава. Гледаме во одредени држави директно се исплаќаат средства на граѓаните за да можат да го пребродат полесно ова, во други се даваат големи пакети на компаниите да преживеат. Само во Македонија се зема од граѓаните и треба да се свесни граѓаните дека заради криминалот на Зоран Заев и неговите пајташи, заради неколку фирми блиски до Зоран Заев од овој бизнис, следен пат кога ќе наточат гориво на бензинските пумпи, а тоа е за жал веќе од денес, поскапиот бензин кој што ќе го платат, кој што ќе е поскап не 3 денари како што кажуваат, туку помеѓу 4 и 6 заради додатните давачки кои што не ги кажуваат, поскапиот бензин е директна последица на работењето на Зоран Заев и криминалната банда околу него. Новата влада на ВМРО-ДПМН акцизите ќе ги укине и ќе ја намали, односно ќе укине оваа дополнителна давачка која што ја воведува криминалната влада на Зоран Заев со цел да можат да се богат. Дополнително на ова прашање на кое што се уште нема одговор е зошто се манипулира со околу 9 милиони евра народни пари. Имено, отприлика толку е она што во моментов е богатење на неколку луѓе околу Зоран Заев заради покачување на акцизата, но исто време и заради манипулациите со така нареченото екстра лесно гориво, кое што во Македонија се троши официјално далеку повеќе од она што реално е потребно на македонското стопанство, што отвара сериозни сомнежи за манипулација со истото, а јавна тајна е кои луѓе тоа го работат, сите блиски на СДСМ и на Зоран Заев. Датум за парламентарни избори, доколку мерките за ограничување постепено се укинуваат од почетокот на мај. Прашање од Алса. Видете, гледам овие денови, Зоран Заев, покрај што го нема никаде во јавноста, позади сцената се обидува и единствено што прави е размислува како да се спаси од одговорност за
криминалните активности во изминатиот период власт на негова и на СДСМ. И наместо да се посвети на спасување човечки животи и на спасување македонската економија, се бави со политика и политиканство. Мислам дека е дегутантно, нечовечки, да во услови кога секој ден имаме нови болни од коронавирусот, во услови кога секој ден илјадници луѓе губат работни места и во услови кога за жал семејства губат своји најблиски како последица на коронавирусот, да било кој зборува за датум за избори. Срамота е, дегутантно е, да ви кажам искрено, смачено ни од ова однесување на СДСМ. Ова е нечовечко однесување на СДСМ. Во ваква криза да се наметнува тема за датум за избори, мислам дека е нечовечки. Ние сме спремни како политичка партија и ќе победиме СДСМ кога сакаат, кај сакаат, но сега во моментов прашање број 1 за Македонија и за сите граѓани во Македонија да се спасат што повеќе човечки животи и да се спаси македонската економија. Се друго е нечовечко однесување од кое што, кажам искрено, ми е смачено. Прашање од македонската телевизија, дали има уставна основа да работи парламентот по одлука за самораспуштање на 16 февруари? И дополнително прашање, се извинувам, дали ВМРО-ДПМН ќе учествува во работата на собранието, доколку собранискиот спикер донесе одлука да се одржи седница? Уставот е јасен. Собранието е распуштено. Откако собранието ќе се распушти, се организираат избори. Во моментов тие избори се стопирани заради огромната криза со која што и здравствена и економска се соочува Македонија. И тоа собрание повторно не може да се задава затоа што е распуштено. Многу е јасно, не треба човек да е голем експерт за да го тоа свати. Значи, јасни се одредбите во македонскиот устав, како и во позитивните законски акти, така што еднаш распуштено собрание не може да се врати и да заседава. За жал, и овој обид е поврзан со претходното прашање и ќе повторам, дегутантно, нечовечко однесувањето на ЗАЕВ и на СДСМ, а тоа е да во услови кога многу луѓе се заболени од коронавирусот, илјадници луѓе губат работни места и за жал десетици фамилии ги изгубија своите најблиски, а многу луѓе се уште се борат за својот живот, да било кој зборува за вакви теми. Ова е едно нечовечко однесување на СДСМ. Доколку решат повторно по 100 пат да го кршат уставот и да не се грижат за здравјето на граѓаните, економската благосостојба, секако ВМРО-ДПМН ќе заседава во своите органи и ќе донесе одлуки кои што секогаш ќе бидат на линија на уставот, законите, но пред се на заштита на здравјето и економската благосостојба на граѓаните. Кажав, смачено ми е ова однесување на СДСМ во услови на најтешка здравствена и економска криза, да размислуваат како да се спасат од одговорност за криминалите кои што ги направија. Ова е едно нечовечко, дегутантно однесување од страна на ЗАЕВ и СДСМ. И прашањето пристигнати од редакцијата на телевизија во истата насока. Дали пратениците на ВМРО-ДПМН ќе учествуваат во работата на повторно свикано собрание, што веќе одговоривте? Што ќе се случи со изборите и веќе потврдените кандидатски листи, дали уште ќе важат? И уште едно подпрашање, се зборува дека владачката партија планира избори за 28 јуни и поради тоа им е потребно собрание. Мислам дека одговорив уште еднаш во однос на кандидатските листи. Кандидатските листи се веќе потврдени од Државната изборна комисија, тоа е завршена работа, тоа е тоа. Во однос на листирањето со датуми за избори, се навраќам да одговорите на претходните прашања. Срамно е ова што го прави Зоран Заев. Во услови кога секој ден имаме нови болни, дали се тоа 30, 40, 50 или 100, кога за жал имаме семејства кои што секој ден губат своји најблиски и кога имаме илјадници луѓе кои што ги губат работните места, да се зборува за датум за избори, дегутантно и нечовечки. Дополнително големо прашање дали се ова вистинските бројки во Македонија, односно да бидам директен, ова не се вистинските бројки на заболени во Македонија. Бројките се далеку поголеми, затоа што за да ги скријат реалните бројки, нити доволно тестираат, нити доволно информираат јавноста. Видовме вчера дека луѓе по 11 дена чекале
резултат од тестови, па после 11 дена им велат дека наново треба да се земат материјали и гледаме секој ден сведоштва на луѓе кои што чекаат помеѓу 5, 7, 10 и 11 дена за резултат. Јасно е зашто се прави тоа, затоа што има целосна неспособност во менеджирањето на здравствената криза, економски оди економијата кон колапс и во вакви услови наместо овие од СДСМ кои што ја водат владата да излезат со решенија и да ги решаваат проблемите, зборуваат за политиканство, зборуваат за спасување од нивните, обид за спасување од нивните криминали, затоа што спас нема да има. Јас можам да им порачам дека ВМРО ДПМН ќе ги победи на избори кога и да се, но прашање е дали тоа треба да е по цена на човечки животи и ќе одговараат после избори кога и да се изборите, но дегутантно е, кажав, смачено ми е да го гледам ова што го прави Зоран Заев во услови кога луѓе се борат за своите животи, за жал дел ги губат своите животи, во услови кога луѓе губат работни места, тој да се занимава со овие прашања. Наистина е нечовечки и дегутантно. Благодарам јас.